Тони Петковски е долгогодишен сточар кој чува 20 грла шталска стока и обработува 25 хектари земја. Заради неисплатените субвенции за речиси 2 години, немањето право на зелена нафта, како и заради ниските откупни цени на млекото, вели дека ќе мора да се откаже од овој семеен бизнис, по примерот и на многу други сточари од Пелагониско. За по литар млеко ни борџат скоро уште 20 месеци, а сега е еко на есенската сеидба, припрема за храна за стоката, барем за 2020 година да бидиме малце до исплатени, за да можеме да обстаниме со овој шок на цени, со овој шок на поскапување на горивата, за да можеме да ги зачуваме сточниот фонд. Иначе, моментално 80% од сточниот фонд е уништен, продаен. И јас, како сточар и земјоделец, како ќе одат работите, ќе бидам принуден да ја продам цела стока и да ја затворам шталот. На истата мака и размисла и сточарот Борче Бучински. Тој тврди дека во општина Могила во моментов од 450 кујки само 30 останале да чуваат стока, додека до пред некоја година било обратно. Сточарите стравуваат дека со ваква аграрна политика во земјава за многу кратко време и сточарството ќе биде целосно уништено. Ние што произведуваме храна, изгледа сме најнепожелните луѓе во самава држава. Значи, ние се бориме за нашите пари 2 години. Ова е апел да ни ги дат нашите пари, не сега дека ги притискаме ние на избори. Значи, ние можеме и на самиот ден на изборите да му ги стуриме млекото во секоја општина, во секое село пред гласачкото место. Значи, ни е целта да се ги земиме нашите пари, оти тешко се живее. Инаку, како што кажуваат самите сточари, неофицијално има леветување дека до крајот на август ќе им бидат исплатени за останатите субвенции.